Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Почитувани, добро дојдовте уште еднаш во новиот подкаст на радио емисијата Глас од Македонија и ново дружење со сите вас, ново видување. Ако во изминатиот подкаст ви прикажав околу селото Велгошти, кратка репортажа и би рекла легендата, но вистинска легенда би ја нарекла околу изградбата на манастирот Света Петка во селото Велгошти, да спомнам можеби за некои овие мои изјави ќе бидат чудни, но верували или не, тоа е чиста вистина. Затоа и го представувам сето ова чудотворство на нашите светци во Македонија, односно во моето родно село Велгошти. Мојата цел до сите вас, кои ќе ги видите овие мои подкасти, е да верувате во нив и да се молите, но пред се на Христос и Богородица, зашто тие се нашите големи помошници во било каков проблем, наши бранители, наши заштитници, тоа на злото, на демонството. Би ви замолила да кликнете на лайк и subscribe, кое е бесплатно, укажувајќи ви доколку тоа сте го направиле претходно. Немојте тоа да го правите повторно, да кликнете на subscribe, затоа што се губи поранешното ваше притиснување или кликнување. Јас навистина ви благодарам на сите вас, но истовремено ќе се трудам да ги задоволам вашите интереси. А сега, со новото чудо на светињата Света Петка во село Велгошти, за кое и мештаните сето ова што ќе го кажам го знаат, односно ми е познато. Иако во Велгошти имаме повеќе маала, но сепак ги делиме на долно и горно маало. Во тоа долно маало на едно младо девојче почна се што ќе облечеше со ножици, некој невидлив сечеше, било да носи фустан, сукња и слично. Таа не можеше да оди на училиште, туку дома седеше плачејќи и растажена беше. На сон и се појави Света Петка и вели да се завие со шамија или дулбен и да дојде во манастирот Света Петка, па да ја отклучи вратата пред да влезе во црквата. Меѓутоа, колку што знам, било ноќно време пред полноќ. Татко и мајка да ја донесат само до реката и не да го преминуваат мостот, туку само малото девојче, 12 години колку што знам била, таа да го премини мостот и да оди до самата црква, која е оддалечена од реката или од мостот кај водопадите, некаде околу 400 до 500 метри, а потоа да влезе во манастирот. Меѓутоа и тоа да спомнам, да се оди до манастирот, од едната страна е шума, а од другата страна е долина. Така младото девојче, 10 или 12 годишно, друг излез немало, туку морала да оди до манастирот. Најпрво ја отворила големата порта од дворот, а потоа отишла качувајќи се со страв по неколкуте скали за да ја отвори вратата од црквата. И само што го ставила клучот во бравата, вратата сама се отворила и се појавила Света Петка, велејќи: "Добро ми дојде." Тогаш и ја вади
шамијата од главата и ја фрла, но наеднаш се задал силен ветар кој ја одвел самата шамија. Света Петка на младото девојче вели: ај сега да ми одиш со здравје, зашто татко ти и мајка ти те чекаат, исплашени се, да те видат и тебе, а јас ќе те чувам по патот. Така тоа велгоштанско девојче се спаси од демонот. Порасна мома, се вработи во Охрид, се омажи и деца имаше, а верувам и внуци. Таа отприлика е исто годиште како и мојата најстара сестра. Се надевам дека е жива и да ја поздравам со целото нејзино семејство. Било каде да одите или доаѓате дома, или пак пред спиење, прекрстете се за да бега се што е од вас лошо. А јас повторно би ве замолила да кликнете на лайк и subscribe. Сето ова е бесплатно. Исто така можете да оставите коментар или некоја од ваквите приказни која е вистинска, за да ја објавам на мојот подкаст. Воедно, доколку имате било какви прашања, пишете ни, а ние ќе се потрудиме да ви одговориме, посебно со македонската историја. И на крај од вечерашниот наш подкаст ми останува да ве сите вас топло поздравам ширум светот со добра мисла за добро здравје, а истовремено да спомнам дека каде и да сте во светот, можете да ја слушате секоја недела радиопрограмата Глас од Македонија, која се емитува директно од 6 часот попладне, односно 18 часот по канадско време, во која опфаќам разноликост, како што е и македонската историја, мој коментар на неделата, од рубриките Профил, Верували или не, или Жена, мајка и дом, понекогаш и детски емисии, обичаи наши македонски и така натаму. До идниот наш подкаст, довидување од мене Драгица Белчевска. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.